Денес сме на потекот на улица 4 јули, кај 4 јули, каде што требаше да се изврши рехабилитација, тоа е само гребење на асфалтот и поставување на нов асфалт. Ама кога почна фирмата да работи, градежната фирма кога почна да работи на овој потек, се види дека целата комплетна ова улица е со многу мала подлога, имало така наречен муј под асфалтот и мораше да копаат во длабочина од 60 до 80 сантиметри. Така да комплетно ќе се реновира оваа улица, нема да се прави рехабилитација, туку комплетно реновирање со 40 сантиметри на тампон и потоа комплетно асфалтирање со 7 сантиметри колку што е потребно за оваа улица. Патем да напомнам дека во тек е и поставувањето на нова водоводна мрежа. Некои шпекулации кружат дека оваа улица се прави убаво, комплетно, целосно, за после да одат камионите од Сивец и од Мермер со тешки камиони од 40 тона. Одма да кажам и да демантирам дека се тоа се само гласини и шпекулации. Нема да одат камиони со тежина од 40 тони, туку оваа улица ќе биде направена онака како што доликува по сите стандарди и во иднина во наредните 10 до 15 години да нема апсолутно никаква потреба од реконструкција или рехабилитација на оваа улица. Секаде каде што локалната самоуправа врши реконструкција на коловозните површини, јавното предпријатие ВИК ќе ја менува стара и дотраена азбестна мрежа со нова полиетиленска. На оваа улица кај 4 јули веќе се променети 100 метри на водоводна мрежа, а во наредниот период ќе бидат променети уште 400. Таму каде што минатата недела најавивме, на Гога Димитриевски, во населба Варош, најверојатно уште од утре ќе почне реконструкцијата на водоводната и канализационата мрежа. Во текот на денешниот ден ги очекуваме податоците од Евана и Телеком за нивната инсталација, затоа што не сакаме да оштетиме инсталација на другите предпријатија. Активностите зад пиланата Чавле се веќе завршени. Утре, во текот на утрешниот ден, изведена ќе биде комплетно нова водоводна мрежа од 200 метри. Исто така сакам да кажам дека во населба Тризла, на улица Тризла, пред куќниот број 105, изведуваме таложник за да ги решиме долгорочно проблемите кои што жителите на оваа улица ги имаат предизвикани од поплавите заради поројните дождови. Во исто време, на повеќе улици во градов ќе ги реконструираме атмосферската канализација, тоа се улиците Републиканска, Битолска, Вера Циривири, Орде Чопела и други, со цел долгорочно да ги решиме проблемите на граѓаните предизвикани од поројните дождови, за што извлековме поука од минатиот период.